Топол поздрав од моето срце упатувам до сите вас, а најмногу голема благодарност упатувам до Господа, што ми укажа чест и добро расположение, ми даде добра волја да дојдам и да ве видам. Посакував повеќе време, одnosno посакував подолго време да дојдам, но никако да ми се укаже прилика. Од некои причини и нешто друго не може да дојдам. И со брат Михајло, кога разговарав една прилика, му реков, сакам да дојдам до Кавадарци, да ги видам браќите и сестрите, како да направиме, кога тоа да биде. Се израдува брат Михајло и ми рече, на овој датум ќе појдеш. И еве, браќи и сестри, и јас сум денеска овдека во Божиот дом, заедно со вас, благодарение на Господа, што ме доведе, а и сите нас овдека не покани на заедничка служба. Му благодарам за неговата преголема милост и љубов што има кон нас. Ја посебно, браќи и сестри, му благодарам на Господа, затоа што поминав еден период на едно премрежие и еве жив стојам пред вас и прилично здрав. Уште одредени тешкоти имам со здравјето, меѓутоа фала на Господа да можам да стојам пред вас и да ви служам. Браќи и сестри, исто така, благодарам и на вас, што се молевте за мене за време додека јас се лекував овдека во Кавадарци. Сте чуле, бев тука 4 месеца пред 2 и нешто години. Тука во ординацијата на сестра Лидија. И на неја благодарам за големиот труд што таа го вложи за мене, на сестра Анѓа што многу храна готвеше и на сите вас со кои имав можност тогаш да се видам. Браќи и сестри, јас имав еден проблем порано, додека бев активен пастор. А тој проблем беше следниот. Секогаш кога ќе се појавев пред браќите и сестрите во црквата, било во местните цркви, било на собори, мене срцето ми играше како врапче уплашено. Ќе ми се стегнеше грлото, срцето ќе ми затрепери и ме обземаше невидена трема. И тоа беше моја голема мака, вие тоа го гледавте денеска, браќи и сестри, јас тоа го немам. Го победив ова, се молев на Господа и еве стојам пред вас радосен, весел, смирен, расположен и волен да ви послужам. Браќе мои и сестри, сакам нешто со вас да поделам, што мислам не сум го делел овдека за време додека активен бев за тие 12 години што служев овде. Сеќавате. За вас ме врзуват убави спомени во годините минати, нели? И тоа не се заборава. Фала ви многу. Тоа нешто што јас сакам да го поделам со вас, браќи и сестри, може би сум го кажал овде, може би и не сум. Не сум забележал дека тоа сум го кажал минале години. Ако сум го и кажал или сме проучувале, нема да биде на одмет да го тоа малку и повториме. Нели? Беше тоа, браќи и сестри, 16 јули ова година. Помалиот мој син Михаел и јас се враќавме од Дебарските бањи. И на враќањето си решивме двајцата да посетиме Вевчанската република. Сте чули ли, браќи и сестри, за Вевчанската република? Таа република има свој пасош. Еве, тоа е пасошот на Вевчанската република и внатре во пасошот, кога влегов во таа република, во селото Вевчане ми удрија и печат. Еве го и печатот 16 јули и ми дадоа монети вевчански. Еве ги, браќи и сестри, и тие монети, да ви ги покажам. Вевчански монети или парични средства кои тие на шега ги користат така. И пасошот е исто така на шега,
Вие знаете да се тие големи мајтапчии или шегаджии. Вие знаете дека тоа село има големи карневали тамо некаде 13 или 14 јануари и тие во тие карневали изигрува секого и се и сешто. И сте чуле за тоа, така ли? И му рекол на синот, ајде Мики да влеземе во ова република, да видиме каква е ова република, од што се состои, што е ова. Па јас сум слушал, никош не сум бил таму. И влеговме во селото, се сликавме пред општината, еве и пасош добив, еве и монетите ги носам овде. И првата мисла што ми беше, а поврзана е со ова што сакам да го поделам со вас. Една важна порака, сакам да ја изнесам, браќи и сестри, да не ја заборавиме. Едно големо духовно проучување. Влеговме, значи, во селото Вевчани и прашав некој од селаните колку брои ова село. Тие ми кажа 2500 жители. А селото се наоѓа на многу убава местоположба. Се наоѓа под две убави планини, со многу убава питка вода, со многу убави познати вевчански бисери, односно вевчански бистри води, многу извори. Пиев и од таа вода, прошетав малку со синот ни селото и она што посебно ми беше задоволство, а тоа е следното. Сакав да ги видам куќите на вевчаните. Да видам какви куќи тие градат, имали постари куќи, имали понови, какви им се фасадите, какви им се зидовите, од каков материјал се и така натаму, какви им се оградите. И видов, браќи и сестри, на мој изненадување прв пат, многу убави куќи, со многу убави фасади, со многу убави огради, односно зидови од познат некој камен кој тие го имаат преубав. И првата мисла што ми дојде тогаш на ум, шетајќи така низ улиците на селото, а тоа е да видам дали на некоја од тие куќи има пукнатини. Како изгледа тие пукнатини, ако има, зошто да ги има? А ако ги нема, си реков, сигурно домаќинот е добар домаќин, не дозволил да му се куќата, односно да куќата му напукне. И видов, браќи и сестри, скоро ниедна куќа не беше напукната. Здрави, нови куќи убави. Ама и видов некои од куќите, значи малку куќи, кои беа напукнати. И тоа, некои беа малку повеќе напукнати, некои помалку, воглавно имаа пукнатини. И знаете ли што, браќи и сестри, се сети во тој момент? Синот си сликаше тука по селото, ја посматрав куќи и така натаму, и она што го разбрав, а тоа е дека во таа република селаните, односно граѓаните, не се иселуваат. Скоро сите се на своето место во селото. И скоро сите се познати вевчански мајстори за градби на убави куќи со убави фасади, врвни мајстори. Брат Томе беше на служба во Битола, сигурно поминал низ тој крај, узнае тоа село, а атрактивно е човек кој ќе дојде тамо, а има и многу туристи кои доаѓаат летно време да видат таа Вевчанска република. Интересно, браќи и сестри, во пасошот овдека пишува овој пасош важи за сите држави во светот, додека е во торба. Надвор од торба не важи. Значи, мајтап е во прашање, тие се, значи, мајтапчи големи, али и надалеку познати вевчански мајстори за градби на величенствени куќи со преубави фасади. И сега, браќи и сестри, кога ќе стоите пред куќа која е напукната и пред куќа која нема никакви пукнатини, што ве привлекува повеќе, пукнатините на куќата или она куќа која е преубава
со убави фасади која нема никаква пукнатина. После, што си помислувате, зошто некои куќи се напукнати, а другите се совршена фасадата нема никакви пукнатини? Што гледате и што си помислувате? На куќа која има пукнатини, ќе си речете, овој не домаќин дозволил куќата да му напукне. Ако ќе видите куќа полна, односно во која нема пукнатини, сигурно ќе си речете, овој домаќин си се грижи за својата куќа. И браќи и сестри, она понатаму што им беше многу впечатливо, а тоа е додека ги посматрав овие преубави фасади и преубави куќи, додека размислував за овие велепни, односно за воредно големи мајстори, познати, вевчени во цела Македонија и надалеку по светот, јас се сетив за еден текст кој се наоѓа запишан во книгата на пророкот Исаија, 30 глава, 16 стих. Кој ќе ми помогне, браќи и сестри, да го најдеме овој текст, да го прочитаме? Неколку зборови ќе кажам за овој текст, а потоа ќе наведам нешто многу сериозно. Сега кога велам сериозно, не е нешто да попаѓаме од нашите клупи, нешто да фатиме ни степеници па да побегнеме и така натаму. Не во таа смисла. Нешто што Бог го кажал во врска на фасадите, напукнати или не напукнати. А се спомнуваат такви фасади и такви градби во Светото писмо. Исаија 30:16. Односно се извинувам, 30:13. Кој ќе ми помогне да го прочитаме овој текст? Има ли гедеонец, доброволец, кој ќе ми помогне да прочитаме? Ајде, кој најде прв? Исаија 30:13. Може, повели. Еве, благодарам. Сестро драга, овој текст, браќи и сестри, изнесува 3 нешта што треба да ги имаме на ум. Прво вели ова беззаконие, а второ вели ќе ви биде како пукнатина, и трето, таа пукнатина, ако не се санира со добар материјал, со текот на времето во пукнатината ќе влезе влага, вода, мраз и така натаму, пукнатината ќе се шири се повеќе и што ќе се случи? Ќе се случи овдека, како кажува текстот, да куќата падне и да го загрози животот, ако е тоа ноќно време, на станарите во таа куќа. Значи, браќи и сестри, уште нешто да се подсетиме што е многу интересно и важно да го знаеме. Апостол Павле кажува во своето послание до Коринтијаните дека ние христијаните на патот кон небесната татковина градиме куќа, или да кажам куќа со добра фасада или добри фасади. На патот кон хананската земја Божјата реч не учи дека таа духовна куќа, тоа е нашето тело, тоа е нашиот карактер, нели? Треба нашиот карактер да го градиме, како кажува Павле, не со слама, не со трули греди, не со непечени цигли од земја, па првиот дожд да ги натопи и да падне градбата, туку вели градете со тврд материјал. Во духовна смисла речено, браќи и сестри, вие и ја сме должни да градиме или градиме карактер на кој не треба да се појават никакви пукнатини. Ако тие пукнатини се појават, а не ги санираме, во духовна смисла велам, со текот на времето, знаете ли што може да се случи? Ќе ни се случи карактерот да ни постане рđав, никаков и да го изгубиме животот вечен. Дали знаете, браќи и сестри, дека постојат
odredeni puknatini koji može da se pojavат vo mojot i vaš karakter, vo ta duhovna gradba, za koji ako ne prevzememe nešto, tije puknatine jednostavno će go zagrozovat naši od duhoven život i na kraju, kako što pred malko kažem, će go izgubime život od večen samo zaradi puknatinite. Stimali li prilika nekogaš da razmisluvate koji se možni puknatini vo mojot i vaš karakter ili vo ta duhovna gradba za koja Pavle veli дека treba da žive Božji duh. Braće moji i sestri, razmisluvajte za zgradите во Вевчани, размислувајќи за нивната мајсторија, размислувајќи за тоа каков материјал тие користат за нивните фасади, дојдов до заклучок дека за да се санира една или повеќе пукнатини, потребен е добар материјал. Материјал цврст, отпорен на влага, на снег, на дожд, на вода и така натаму. Ето така во духовна смисла исто така се сетив и за врвниот мајстор кој го имаме во таа градба кој ни помага да изградиме еден совршен карактер без пукнатини. Кога велам пукнатини, мислам, браќе и сестри, на духовни пукнатини. Споредбата е со овие куќи што ги видов во ова село. Она што сакам со вас, браќе и сестри, да го поделам или да ви кажам, а тоа е следното. Дали сте размислувале кои се тие можни пукнатини кои небесниот мајстор Господ Исус Христос, врвниот мајстор, кој има сите врвни алати, има добра мистрија, има вангла, има мастер, добар мајстор е, неговата рака е непромашна, тој кога ќе фрли малта на фасадата не паѓа, едноставно совршен е мајстор. И тој очекува кога ќе види пукнатини во мојот и ваш карактер, да ни помогне да ги санираме, да не дојде до разделба од него и губиток на вечниот живот. Видите, браќе мои сестри, јас овде во ова проучување нема да видам долг, само ќе изнесам неколку пукнатини кои секојдневно може да се појават на фасадата на таа духовна куќа наречена карактер. И така се вика. Знаете дека постои рđев карактер, постои и добар карактер. Господ не повикал да градиме добар карактер, налик на неговиот карактер, а од рđевиот карактер да бидеме подалеку. Само да напомнам, што беше тоа карактер? Карактер, вие знаете што е тоа. Сите доблести или сите вредности во човековата душа собрани на едно место се викат карактер. И духот на проштото нас не повикува или не учи да градиме карактер налик на Христа или да бидеме христолики. Да не би дошло до пукнатини во нашиот карактер, Христос не опоменува наследните можни пукнатини за кои вели да треба да ги стално санираме. Односно дека има потреба да ги санираме. А еднаш кога ќе биде санирани од страна на мајсторската рака на Господ Исус, тогаш, браќи и сестри, нема да се појават повеќе пукнатини. Еве ја ќе тргнам една по една пукнатина, убедете се колку што е можно да ги запомниме, ако пак не, јас ги имам напишено, можам да ги копирам па да си ги имате, да си ги дома добро заедно со мене анализирате или проучите длабоко и да видите дали некоја од овие пукнатини постои или немаме никакви пукнатини, или сме совршени, или не ни е потребен мајстор и така натаму градбата е од цврст материјал, нема опасност да пукне. Така може би ќе си размислуваме, ако така размислуваме, сигурно ќе погрешиме. Еве првата пукнатина, браќи и сестри, која се појавува во нашиот карактер е следната. Недоаѓање редовно на богослужението во домот Божји. Трудете се, браќи и сестри, да бидеме редовни во Божјиот дом. Точни во Божјиот дом.
да не задоцниме во Божиот дом, да си го сакаме Божиот дом, да си го одржуваме, да не биде чист, почнувајќи од улицата, двориштето, подрумите, па се до таван и се разбира салата, да не биде совршен и чист Божиот дом. Недоаѓањето редовно на богослужбите од неоправдани причини, браќи и сестри, е сериозна пукнатина. Сестра Вајд кажува дека оние кои сега доцнат во Божиот дом, ќе задоцнат во Божието царство. Еве сериозната прва пукнатина. Доаѓајте си редовно на богослужбите, одржувајте го домот, красете го со вашето присуство, радувајте го Бога и меѓусебно да се радуваме во Божиот дом. Апостол Павле рекол, не оставајте ги собранијата Божи, евреите, која беше, само да го видам текстот, евреите 10 глава, 25 стих. Еве првата пукнатина. Втората пукнатина, непроучување на библиската поука. За време на библиската поука, браќи и сестри, ја не бев активен. Некогаш и намерно така молчам, со цел ми се слуша што другите кажуват и како дискутират. Не дека не знам да кажам нешто. А и последните 2 месеца, браќи и сестри, ми се појави малку проблем со очите и не можев да читам. Фала на Господа, од вчера или завчера почна да си ја читам библиската поука и некои книги што си ги имам од дух на пророштво. Фала на Господа, вела моја. Еве, проучувањето на библиската поука, дух на пророштво кажува, е дадена од Бога со цел да ја краси нашата душа или да бидат украсни бисери на нашата душа. И дава препорака, библиската поука се проучува во сабота попладне цела, тоа го пише во книгата Воспитување, а потоа од недела па се до петок, библиската поука само се повторува. Кога не ја проучуваме библиската поука редовно, ја занемаруваме, браќа и сестри, тоа може да биде и е сериозна пукнатина во нашиот карактер. Сестра Марија одлично ја водеше библиската поука, ве слушав како вие одлично дискутирате, само да се подсетиме, браќа и сестри. Библиската поука е од Бога дадена секојдневно да одржуваме контакти со Бога. Немојте да се подпирате на телефоните и така натаму, па запишена била во телефони и така натаму мобилните, отворете ја библиската поука онака како е заедно со Библијата. Не сум против ова телефонско проучување на поуката, далеко од тоа, само посладко и пубаво, брате, кога ќе си отвориш библиска поука и тоа секој ден, затоа што е од Бога дадена и внимавај како ја проучуваш. Еве уште една пукнатина. Нечитањето на Библијата редовно. Ова не се однесува на стари и изнемоштени болни лица чиј вид е слаб и не може да читат. Ова се однесува за сите оние кои се здрави и кои се писмени, образовани и кои може да читат Библијата. Нечитањето редовно на Библијата е сериозна пукнатина. Зошто? Затоа што духот на пророштвото кажува, Библијата е компас кон Божјето царство, Библијата е учебник за Бога, Библијата, браќи и сестри, е книга над сите книги, Библијата е најдобрата книга на светот од Бога дадена за верско воспитување. Воспитувањето од Библијата се вика светознаење или образование или наука за Бога и тоа води кон вечен живот. Затоа читајте Библијата секој ден по 2-3 поглави и може и повеќе и никогаш од неа, браќи и сестри, да не се разделиме. Ајде сега да видиме следната пукнатина. 4 поред. Нечитањето на духот на пророштвото исто така, браќи и сестри, сериозна пукнатина. Духот на пророштвото, ние адвентистите веруваме, не е замена за Библијата, туку е само помошен материјал, помошни четива за подобро запознавање на Библијата. Таа кажала, моите списи, вика, не се дадени да ја заменат Библијата,
туку да помогнат на внимателните читатели да подобро ја разберат Библијата. И затоа духот на проштото, браќи и сестри, ако не се чита или се отфрла и негира, тоа е сериозна пукнатина која може да го загрози нашиот вечен живот. На прво место Библијата, а потоа, браќи и сестри, духот на проштото, библиската поука и некоја друга книга. Ајде да видиме уште една пукнатина. Не учествување во службите или одбивање на службите. Кога ќе дојдем во Божиот дом и кога ќе ме замолат служителите да нешто кажам, да нешто прочитам, а јас одбивам и не покажувам никаков интерес за тоа, индиферентен сум, равнодушен, браќа и сестри, тоа исто така е знак на сериозна пукнатина во карактерот. Затоа да учествуваме сите на богослужбите со своите дарови, таленти и способности и да ги употребиме на слава Господова, на добро меѓусебно и на добро на нашите почитувани пријатели кои доаѓаат на богослужбите. Да видат, браќи и сестри и пријателите, дека ние сме сериозни христијани и дека во нас има виделина и дека Божиот дух може да ги отвори нивните срца благодарение на учеството на богослужбите. И затоа, секој според своите дарови нека служи на Господа во Божиот дом. Постои уште една пукнатина, таа е озборување на браќата и сестрите од некои или некои. Значи, и ова е пукнатина, браќа и сестри. Кога се озборуваме, критикуваме, напаѓаме, повредуваме, понижуваме, кога се правиме сувише одважни, кога имаме високо мислење за себе и кога едноставно кон другите се однесуваме, како се тоа кажува, невнимателно, ние со тоа покажуваме сериозна мана. Ние сме браќи и сестри, повикани да градиме заедништво. Ние сме повикани да заедно појдеме во Божјето царство. Божјата реч, браќи и сестри, кажува следното: ако Бог им дозволи на озборувачите, на критичарите, се разбира овде станува збор за злонамерна критика, не добронамерна критика, да ме разберете, да не ме разберете погрешно. Значи, кога се озборуваме, критикуваме и напаѓаме, тоа и покажува дека имаме сериозна пукнатина во нашиот карактер. И еве ова нешто што сакам да го кажам, а потом минуваме на уште неколку при крајот пукнатини ќе ги спомнам. Погледнете, браќи и сестри, озборувањето на браќата и сестрите, доколку Господ дозволи на критичарите да влезат во Божјето царство и на тие кои ги мразат браќата и сестрите во црквата. Тие и Бога би го критикувале и Бога би го мразеле. Потоа, тие кога би влегле во Божјето царство, на ангелските светли и чисти крила би нашле мана. Некоја дамка, нели нечистотија некаква, што нема да најдат, али во нивните умови или очи то така ќе изгледа. Што значи, браќи и сестри, Бог не повикува да се сакаме, да се храбриме, да си помагаме еден на друг, да се тешиме, да се поучуваме, да се посетуваме, да се советуваме, да градиме братство и сестринство и заедничка доверба. Со кој дух овдека сме, се разбира кој е христијански, со тој дух ќе појдеме и во Божјето царство. Зато и ова пукнатина е сериозна. Никаква омраза, никаква злонамерна критика, никакво оговарање и озборување, само љубов и меѓусебно поучување во кроткост и понизност. Еве уште една сериозна пукнатина. Кога престануваме да мисионираме или губење на мисионскиот дух, браќа и сестри, исто така сериозна пукнатина. Прва желба на една обратена душа е да посведочи на друга душа со каков пријател се дружи и каков е тој пријател. Браќа и сестри, кога ќе изгасне мисионскиот дух во нас, значи дека пукнатината веќе сериозно постои. Ние сме повикани да сведочиме, не на екстремен, не на фанатичен начин, туку да сведочиме со љубов и со понизност, спонтано, природно,
по примерот и по тактиката на Господ Исус. Еве уште следна пукнатина. Неправилното празнување на саботниот ден и ненавремено отпочнување и завршување на саботниот ден е исто така сериозна пукнатина. Саботниот ден, браќи и сестри, е свет ден, благословен ден, Божји ден. Тој си има свој почеток, си има свој завршеток. И ако го почнуваме на време и завршуваме на време, благо на нас. Спротивно на тоа, ако го правиме, едноставно пукнатината во нашиот карактер, во поглед на саботата, јасно ќе се види. Ќе си седам дома, па и дома може да си слушам проповеди, имам интернет, имам мобилче, имам теми, имам разни говорници, што не ми е потребно да дојдам тамо, ќе си слушам дома. Зошто да дојдам? Тоа е погрешно размислување и тоа размислување, браќи и сестри, ако се гради и не се поправи, ќе доведе на крајот до одвојување од Бога и до одвојување од браќите и сестрите и на крајот ќе се одвоиме од вечниот живот. Одиме при крајот на нашето проучување, еве уште една пукнатина. Непочитувањето на проповедниците, учителите, старешините, џаконите, службениците, одборите, од генерална па се до местна црква, браќи и сестри, ние сме повикани да даваме почит на нашето раководство, почит на пасторите, проповедници, еве овдека кажува на старешините, на џаконите, потоа на учителите, на одборските одлуки, на ниво, реков, од генерална конференција, па се доле до мисија или до месен одбор. Должни сме да се почитуваме, тамо кажува, дајте на слугите ваши, на учителите ваши двојна чест. Ето, браќи и сестри, ако ова не го правиме и не почитуваме никакво раководство, никој од пасторите, никој од службените лица, ние едноставно имаме сериозна пукнатина во тој случај во нашиот карактер. Значи, почит кон секого во црквата. Еве уште една пукнатина, невнимателност во службата. Кога, браќи и сестри, јас ќе дојдам во црквата, а сум невнимателен во службата, ја извршувам шаблонски службата, онака како се тоа каже од некое студенило, ето, од некоја формалност, а не ми е тука срцето, ето и тоа е сериозна пукнатина. Службите треба да бидат извршени со љубов, со почит, со здраво почит кон Бога, не да се покажам пред другите луѓе, пред браќа и сестри, него јас тоа треба да се покажам пред Господа. За него работам, ти за Господа работиш и сите заедно така сложно ќе работиме за него. И тогаш, браќа и сестри, службите ќе ни бидат како песна, подмачкани со масло. Тогаш на тие служби ќе бидат присутни светите ангели, па кога ќе запееме, ќе се види, браќа и сестри, дека ни се ангели придружиле во пеењето. Иако може би не сме стручњаци за пеење, али сестра Вајд кажува, кога ќе пееме од срце, кога служба ќе вршиме од срце, ни се придружува светите ангели и дават интонација и милина на нашата служба. И таа служба е благоугодна. Затоа кога ќе излезете на говорница, излезете свечено облечени, да нема никакви шеги, да е тоа служба пред Господа и пред светите ангели, да е тоа служба пред браќа и сестри, и тука, браќа и сестри, треба да се настапи крајно внимателно и сериозно. Не за време на службите да бидеме мумии, него да се видиме расположени и весели, а сепак во душата да се види здраво почитување кон Господа. Ето, тоа е деветата поред пукнатина. Следна пукнатина, таа 10-та се извинувам, 11-та пукнатина, неучествување во даровите, приносите и во Малахија, односно 10-тиот дел. Тоа е 10-та пукнатина. Кога, браќа и сестри, не го давам 10-тиот дел, кога не давам дарови и приноси, кога си ги чувам за себе или ги трошам невнимателно, сестра Вајд кажува, таквите луѓе Бог ги смета за кратци на неговите пари и ќе бара одговорност од таквите.
И зато да си бидеме верни во дарови, приноси и десетоци, на време да се ги даваме, спрема благословите кои Бог ни ги дал, од љубов, не да мислиме да го подкупиме Бога па да ни даде спасение, тоа е неможно, туку да извршиме наредбата Божја, дајте ми го светото што е мое, а она што останува ваше е. Што значи кога на црквата не и помагам со моите финанси, дарови и приноси, и на Господа за неговото дело и за неговите службеници, овдека кажува тоа е сериозна пукнатина. Еве 12-та, односно 12-та пукнатина се извинувам. Таа 12-та пукнатина се вика непочитување на здравствените закони во нашето тело. Браќи и сестри, здравствената реформа и здравствените закони кои се наоѓаат во нашето тело, ако ги кршиме, ако на телото му даваме несоодветна храна, ненавремена, ако не ја почитуваме здравствената реформа која е дадена за сочувување на нашето здравје, за да можеме да имаме здраво тело и здрав дух и здрави да го наследиме Божјето царство. Ако се играме со Божите закони, сестра Вајд кажува, тоа ќе го платиме со тешки болести, а и предвремена смрт. И затоа здравствената реформа е дадена да ни помогне да бидеме здрави. Сестра Вајд во незините списи кажува, Божите деца преку здравствената реформа треба да покажат дека се најздрави на светот и да покажат од каде го добиле здравието и како да го сочуват. И ако кршиме здравствениот закон или здравствените закони, не ја почитуваме здравствената реформа, јадеме се и се што, нели, и разновидна храна која можеби нема никаква вредност или не се наоѓа запишена на Божјето мени, ние во тој случај, браќи и сестри, имаме сериозна пукнатина. Следна пукнатина, 13-та поред, има уште 3. Омразата на браќата и сестрите, ја веќе го ова спомнав пред малку, само да се надоврзам, кога се браќи и сестри мразиме меѓусебно и не сакаме да се видиме и се одбегнуваме едни со други. Од некои причини нешто ми се случило, па не сакам да те видам, па кој ќе те видам пред очи, ќе гледам да те што подалеку оттерам или па да ти се изнавикам, зашто не можем да те гледам. Ако така постапуваме, браќи и сестри, ќе не можеме да се видиме и во Божјето царство. Кај Бога нема омраза, кај Бога постои вечна љубов. Зато да се сакаме, омразата да биде подалеку од нас. И ова е сериозна пукнатина, ако го имаме овој греф, наречен омраза. И 14-та омраза, одбивањето на Божите зборови и Божите совети и поуки и опомени од страна на раководството, од страна на одборот, од страна на џаконите, учителите, старешините, пасторите, советите од Бога, советите од духот на проштото, ако ги упорно одбиваме, браќе се со тоа покажуваме дека имаме сериозна пукнатина. Ако го сакам Христа, никогаш нема да одбијам негов совет. Ако го сакам пасторот, братот, старешината, ако ги сакам џаконите, учителите, ако ги сакам браќата во генерална, браќата во дивизија, унија, мисија, местни одбори во црквата, ја никој пат нема да ги мразам, мене ќе им биде мило да дојдам, односно мило да се сретнам. Кога брат Михајло рече, брат Винко, дали ќе можеш на тој датум да појдеш во Кавадарци, верувајте ми, браќи се срцето ми затрпери од радост. Рекол, зошто да не, па и моја желба е да дојдем да ги видам. И еве желбата Бог ми ја оствари, браќа мои сестри. Имате ли уште малку време, 5-6 минути? Нема да ве задржам, али многу важни работи при крајот ќе ги кажам со еден воредно важен цитат од Дух на пророштво. Гледате, браќа и сестри, одбивањето на Божите зборови, советите, поуките и опомените од нашето раководство, нели, се или од Бога, или од Дух на пророштво, се сериозна пукнатина во нашиот карактер. Ако го сакам Христа, ја и ќе го слушам. Ако те сакам тебе, ја ќе те послушам. И со задоволство ќе извршам се што ќе ми кажеш
Normalno во согласу со Божјата реч и со црковните упатства. Следната пукнатина, предпоследна, 15-та, отфрлањето на духот на пророштвото е сериозна пукнатина. Малку накратко само одека нешто ќе кажам. Браќе мои и сестри, сите оние кои ја ги негира списите на Елена Вајт, сите кои ја сметат малоумна, старица некоја, неписмена, необразована, па и она ли ќе ни кажува, а јас сум слушал такви коментари по црквите, запомнете, тие се противници на Бога и утре, кога ќе дојдат време на неволите, они ќе се сместат на страна на непријателите и ќе се борат против своите довчерашни браќа со кои седеле на иста клупа, трпеза, во иста црква и така натаму. И уште нешто, кога ќе го отфрлиме духот на пророштвото, самата сестра Вајт кажува, наскоро ќе ја отфрлиме и Библијата, кога ќе ја отфрлиме Библијата, веднаш или брзо после тоа ќе го отфрлиме и Бога. Не е ли сериозна пукнатина и ова, браќи и сестри? Духот на пророштвото никогаш не сме да се потцени и отфрли. Реков, не е замена за Библијата, али е големо светило за познавање на Библијата. Сестра Вајт, кога ја прашале што да правиме со твоите списи и Библијата, таа вака им кажала. Запомнете го и да не го заборавим, браќи и сестри. Им кажала на тогашните браќи и сестри христијани. Ако ја читате Библијата добро и редовно, ако го извршувате се она што пише во Библијата, не ви се потребни моите списи. Моите списи се дадени за кого? Таму кажува, дадени се за сите кои сакат да се усовршат во верата, да запознаат добро Библијата и преку Библијата да го запознаат Бога и патот на спасението, да го запознаат Христа. И затоа, браќи и сестри, читајте дух на пророштво, исто така редовно, но далеко повеќе читајте Библија. Далеко повеќе читајте Библија, а ова немојте да го занемарите, нека биде на второ место списите на сестра Вајт. Самата таа тоа го кажала и еве веќе ви го пренесо. И уште една последна 16-та пукнатина, а таа е следната. Кога ќе престанам да се огнено молам и повеќе не се молам, како порано со солзи, со викање, со еви и радост, да речам, престанам да се молам, браќа и сестри, тоа е исто така сериозна пукнатина. Не може човек кој се дружи со Христа да не се моли. Не може во молитвата да не проле некоја солза. Ја имав и уште една друг проблем за време додека бев активен пастор. А тоа е секогаш, браќи и сестри, кога ќе проповеда во црквите, било каде за тие повеќе од скоро 40 години во служба, секогаш ќе ми се случеше додека проповедав, ќе ми насолзеа очите, ќе заплачев. Денеска ја го немам овој проблем. И ова го победив. Може би касно, или не е касно. Браќе мои сестри, под влијание на проповета кој сум ја спремал, под она што сум го открил од дух на пророштво, што сум прочитал во Библија, што сум сведочел, по колпортерската работа што сум имал порано, вака во средба со вас, во вашите домови, мене ми очите просолзиле. Не сум бил болен психички, него едноставно тоа е било резултат на мојата љубов и искреност и кон вас, и кон Бога, и кон делот и така натаму. И еве ја денеска проповедајќи овдека пред вас не просолзив, а и немам, браќи и сестри, трема, срцето не ми игра како на врапче од некаква трема или страв. Сосема се чувствувам слободно и смирено овдека пред вас. Камо среќа да беше тоа така, порано ќе беше за мене многу поубаво, но тоа е. Тоа е сега да не се повтори повеќе. И еве го последниот библиски текст, браќи и сестри, кој сакам да го прочитаме. Ајде да видиме што пише овдека
ovdeka во Амос 3:7, a веднаш после овој текст од Библијата ќе прочитам еден цитат од сестра Вајт и со тоа ќе го заокружиме ова наше проучување денеска. Кој би прочитал Амос 3:7, односно се извинувам само да погледам уште еднаш добро, Софоние 3:7. Да, Софоние 3:7. Додека да го бараме, само да ве подсетам како се Исус молел, во посланието до евреите пишува за Христа се молел, вели, со викање и со солзи. Кога последен пат, браќи и сестри, плачевме пред Бога и викавме пред Бога за проштевање, за милост, за посветување, за благослов, за добри служби во црквата и така натаму? Кога последен пат плачевме? Не треба да ми одговорите, само да си поставиме прашање едни на други и дома да си одговориме. Ајде што кажува Софоние 3:7. Може да прочитаме? Еве, тоа е последен цитат од Библија, односно текст. Повелете, кој најде? Така, дали забележувате овдека луѓето грижливо се трудат во овој свет да си ги расипуваат своите дела, а христијаните напротив се трудат да ги украсат своите дела со благодет или милост Божја. И каде и да одат христијаните, тие ништо Божјо не расипуваат, не отфрлуваат, не се прават односно важни, примат со кроткост и понизност овој, зашто знаат дека се доаѓа од светата уста Господова. И пред него што ќе го завршам ова наше размислување, браќи и сестри, имам едно важно прашање за вас. Дали се гледаме некаде во овие пукнатини? 100%, 50%, 2%, 5%, или едноставно ниедна од овие пукнатини не постои во мојот карактер? Да или не, браќи и сестри? Се гледаме ли во овие пукнатини? Ако се гледаме во овие пукнатини, и една, две, три, сериозни се, Христос, небесниот мајстор, врвниот мајстор за поправка на фасади и пукнатини, стои на располагање и вели: таков каков си, дојди кај мене, натоварен, јас, вели, ќе те растоварам и грижата јас со тебе ќе ја грижам и товарот со тебе ќе го носам. Нема да осетиш ништо, зашто јас сум, вика, кроток и благ во срцето свое, а мојот јарем е, вели, кроток. Ела кај мене такво какво си, чедо, со сите можни пукнатини во твојот карактер, јас ќе ставам небесен материјал, со своја рака мајсторска тоа ќе го исфасадирам и пукнатините ќе ги закрпам. Јас имам алат специјален за тоа, имам мистрија, имам вангла, имам мастер за мажење на малтерот, поранување. Јас, вика, ќе направам од тебе, вели, да пукнатините никогаш повеќе не се појават или да не се воопште забележуваат. Само согласи се со мене, предај ја твојата волја на мене, дојди таков каков си кај мене и јас сето друго ќе превземам во своји раце. Ако добро сега се добро читам, овдека вака пишува. Овој цитат се наоѓа во воспитување и управување со деца од Елена Вајт на 165 страница. Сестра Вајт, кога зборува за пукнатините во нашиот карактер, ги кажува следните зборови. Доколку таквите пукнатини се остават такви какви се, зградата подосна ќе се урне, така кажува, ќе се урне кога на неа ќе удрат бури
i iskušenja. Nakratko samo što saka da kažem, mal komentar. Saka da kaže, braći i sestri, koga во битката за добар карактер, нели, ќе го извојуваме со Божја помош, али кога ќе ги занемариме нашите пукнатини, овдека Духот на прошто кажува една пукнатина, па друга пукнатина, па трета, може да се случи утре под притисок на бури и искушенија и страдања, фасадата и пукнатините да се прошират, не се превзело ништо на време, никако малтер не се ставил на фасадата, дошло до уривање на зградата, за жал има и жртви како последица на сериозни пукнатини, од кои домаќините не, односно за кои домаќините не превзеле ништо на време, па платиле со живот. Еве, браќи и сестри, тоа се тие пукнатини кои сериозно ни се заканува да ни го одземат вечниот живот, да не одвојат од Христа. Тоа се тие пукнатини доколку, ако не ги санираме, ќе ни го загрозат и физичкиот живот. Зошто? Забележавте ли овдека дека она пукнатина за здравјето или здравствената реформа, ако не ја почитуваме, физички ќе го загрози нашето тело, ќе се разболиме од некоја неизлечива болест и на крајот превремено ќе си заминеме, а сме можели да поживееме. Забележавте ли дека овдека во овие 16 пукнатини се спомнува сабота, Библија, дух на пророштво, молитва, мисионство, омразата, како негативно нешто и така поред. Се е во овие пукнатини така поврзано, да ве молам, браќе и сестри, кои ќе си дојдете дома, седнете си малку заедно со мене во нашите домови, секој во своите домови, да си направиме една анализа до каде стигнавме во градба на нашиот карактер, имаме ли пукнатини сериозни и за утека нека не биде мајстор стои покрај нас со секаков материјал небесен и подготвен да ни помогне да ги санира тие пукнатини, да не оспособи за вечниот живот и кога ќе дојде наскоро Господ Исус, браќи и сестри, да не затекне без било какви мани, пишува тамо, и без било какви пукнатини. Да не затекне совршени Христолики. Ето тоа е пораката за ова предплане од Божјата реч. Благодарам, браќи и сестри, за вашето внимание и нека Господ ни помогне да навистина обрнеме внимание на нашиот карактер и тоа што правиме, како ни минуваат годините, деновите и така натаму. Слава, чест и благодарност искажувам на Господа за ова што ни го кажа и го молам Господа ова да ни помогне Господ, да го сватиме сериозно, да си се поправиме, се уште има време, нели? Христос е се уште во светилиштето, ја врши посредничката служба, не знаеме кога ќе заврши, затоа да го искористиме времето за градба на совршен карактер. Уште еднаш благодарност за вашето внимание и на Господа за ова што ни го кажа. Нека ни помогне ова уште од овој момент да го спроведеме на дело за наше спасение и за слава Божја. Амин.